Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој, во името Исусово и денеска, зборувај низ мене, нека Твојот меч на духот го раздели сатанскиот од Твојот човек во секое срце. Тие велат достоен, недостоен, едната страна и другата страна, достоен, недостоен, кој ќе биде наследник, владика, во одреден предел на Македонија, македонскава земја, македонскиот полуостров. Знаете, достоен, лесно е да речеш. И тоа е оној стих каде што вели на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, тие говорат, а не извршуваат. Дотогаш Господ Исус Христос, Таткото Небесен, поставуваше водачи на стадото, а потоа тие самите си поставуваат и викаат достоен, достоен. Но да видиме што вели Исус. Тој вели, меѓу родените од жена на земјата нема поголем маж од Јован Крстител, но тој е најмал во Царството Небесно. Самиот Јован за себе вели, јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги отврзам. Значи, Јован самиот вели не е достоен, Исус за него вели дека тој е најголемиот маж роден од жена на земјата, но најмал во Царството Небесно. Потоа тука е нашиот друг сотрудник, апостол Павле, кој од 25 глави во Новиот Завет, животослово Исусово, 13 се поминати низ него. Значи, тој вели, не живеам јас, Христос живее во мене, Христос зборува, Христос действува, како што работеше Христос во духот, така и тој. Тој за себе исто вели, јас не сум достоен да се наречам апостол, јас сум најмал од сите апостоли, но се потрудив, како што вели, благодатта да не ми остане празна. Значи, двајцата најголеми сведоци на Господ Исус Христос запишани во животослово Новиот Завет, Јован и Павле, велат не сум достоен, а тие на земјата велат достоене, достоене. Па видете, Светото Писмо е тоа што ни е дадено како насока за поучување, за возродување, за исчистување, жива вода во Словото со мечот на Духот, да те направи Исусов човек, да те направи ученик на Исус Христос, со срцето да разбереш, да се покаеш, дали си ти навистина достоен. Колку лесно го изговараш тоа, се разбира, никој не е достоен. Сосема спротивно е вистинското христијанство, не зборувам за македонската народна обредна култура, каде што ти си само сад за свечена или секојдневна употреба и Духот Свети зборува. Он ги врши делата, Он те менува, Он прави чуда, ти му дозволуваш да бидеш сад, еден дух, едно срце, една љубов со него. Јован вели не сум достоен. Павле апостол вели не сум достоен. А тие велат достоен. Кому си му достоен, синко човечки? За секогаш Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, кога ќе дојде Духот, тој ќе ви објасни. Без Дух, така вие действувате, говорат, а не извршуваат, квасот фарисејски. Слава ти, Господи Исусе Христе!